Вака да сакам на брзинка да рангираме неколку вежби за грб. Добро, ние не работевме грб денеска. Јас тука пукнав неколку вежби, мислам дека 15-16 се. На брзинка да ги поминеме. Како мислиш ти дека се добри или не се добри? Ќе почнеме со single arm row, со текче. Да. Што мислиш за single arm row со текче? Имаш 5 рангирања, нели? S tier, A tier, B tier, C и D. S е најдобро, па A, па B, натака иде. Збориме за хипертрофија, така? Да, за да го растеме грбот, суштина. Да. S. S, како една доста добра, да. Па и јас мислам дека искрено убаво се осеќа оваа вежба и пред се затоа што е юнилатерална, со една рака се работи, некако ти даја убав простор, убав range of motion да отвориш и многу убава вежба. Така да може. Ми се свиѓа. Идеме дале, Gorilla Rows со кетелбел. Gorilla Rows со кетелбел. Знаеш, едната е alternating кога ги правиш. B. B. Нешто така. Не е нешто спец, али, знаеш како кога ја правам вежбава, пошто лактот, као немаш ни простор многу да го отвориш, некако многу убаво се осеќа на латот, посебно кога ќе повлечам, и затоа некако вежбава ми е кој да ја правам, и тоа не ја правам со голема килажа и вака луѓе, ама убаво ја осеќаат баш на латот. Вајда ти викам поради аголот не можеш механички да го отвориш лактот некако и убаво доаѓа. Да, ама од друга страна имаш одмор кој ќе го спуштиш тегот, не ти. Да, на земја, да, рестинг. Да. Така. Многу често е центричниот дел, освен ако свесно им кажеш да го успорат, не го контролираат, да, паѓа раката. И одма ќе пушти. Да, и ете ми 2 оцени надоле на бисма. Да, добро, може. Одиме дале, една смешна. Не знам дали не можам да ти објаснам ова Towel Rows. Ова кога беше короната, видов на Кеј неколку момци, ќе земат пешкир и као бентове роу, ама со пешкир. И се он го влече и го развлекува и плюс стегне. Ама чекај, малце успева да има некој range of motion или не, само влече? Нема како да има, тоа беше многу смешно. Така, повеќе изометрија затоа што он влече странично, латерално и плюс влече на кај него, ама нема отпор, као нема од кај да доаѓа отпорот. Искрено, ако Ди би го направиле као да нема врска, би го ставил ова си. Така, да. Добро е за некоја активација нешто. Имаш као изометрија, добро, пошто као... Апсолутно, јас многу поштувам изометрија и многу работам, ама ова е глупа вежба во суштина. На Кеј неколку ликови кога беше короната видов и викам, ама не сегаш да се мешаш, си викаш, ај остај, али еве си ќе ставиме, може. Одиме дале со Australian Rows. Australian Rows. Што мислиш? Као, окей, ја давам повеќе на луѓе што не можат да стигнат се уште до pull-up, многу се на почетокот, па малце да се осети. Многу лимитинг фактор во Australian Rows ми е подлактицата. Голема, ако направиш повеќе од 10 веќе почнува подлактицата да те боли. Не го осеќаш на грб. Ја доста осеќам таа па на грб. Зависи. Кога правам со White Pulse, пак не би ја стел, не знам, Еса сигурно не ја ставам. Не знам дали Е или Би да ја ставам. Ја би ја стел B. По твоја нека биде. Ајде, кажи. Добро, ти беше меѓу B и A, така да тука сме, окей. Ајде deadlift. Deadlift? Да. Што мислиш за deadlift и грб? Powerlifтерина, да ти кажам, големи грбови имаат. И силни јадра има. Добро, ова би било повеќе, глеј, јас искрено кога ја правам добро и се фокусирам секогаш на добра форма на дедлифтот, не гледам многу да форсирам килажи, пример големи, ако гледам дека ми се крши форма, и кога убаво ќе се стегнам, добро го чувствувам латот како се уклучува у игра и сето тоа. Ама па никогаш не сум воспален, као што зборевме, дедлифтот е концентрична вежба и не ми е некоја. Да, те разбирам. Ја би го стал негде би тамо е. Па ја, и кога ќе видиш, ако ставиме дедлифт би може Australian Rows не нам и отидеме на Е. Да се качи едно место. Да, стави. Да, као едино нешто што ме мисли е, пошто стварно пауерлифтери знам што ништо друго не прават за грб. Исто, јас прашав неколку, има добри, да. Ја така на експото кога бевме најдов еден момак што само ги врти наш clean and jerk, сето тоа го прави. И викам, ништо друго не вежбам. Ајде, гледаш човекот топ, викам, не е можно, викам, стварно ти кажам, викам, ништо друго не вежбам. Бентове роуз со шипка. Ес или ми ова? Ес би ми било пошто имаш поголем оверлоад капасити од со една рака роу, ама од друга страна имаш помал range of motion.
И поред мене имаш лимитинг фактор кичма некогаш. Да. Пример, кај One Arm Row имаш асистенција и не е толку јак стресот на долниот дел од грбот кичмата, а вака на ова е реално повисок стресот, некој што има маки или нешто. Така да, убаво рече исто, меѓу A и S, ама е дека ставим U, пошто нема уште U. Wide rows на клупа supported wide rows. Chest supported wide rows. Да. Ама со барбел се мисли. Дамбел. Со дамбел? Дамбелс. Па chest supported ако се доста добро. Мене ми се допаѓа тоа. Е SB стелова. Збориме wide, малку повеќе фокус на ромбоидите и може да речеме и долниот трапез, поради тоа што збориме за овој агол или негде. И да, доста си ја поштојам и јас оваа вежба ја сакам. А што мислиш за bench supported исто, ама normal rows? Close grip, close grip, поред тело. Поред тело, исто chest supported. Да. Исто. Да. Добра. Стварно две супер вежби. Chest supported, нема кичма, ништо тука, изолирана вежба, коска. Pull-ups. Ес мора да го ставам. Ес е реално. А вака билдери некој не ја сакаат многу зашто не е реално наизолирана. Имаш тука подлактица, бицепс и имам гледам многу што не ја поштуваат. Јас искрено грбот си го имам трансформирано преку pull-ups, ништо друго. Као ја за грб многу долг период од мојот живот не ни правев друго. Само pull-ups. А од кога правам други работи не ми си немаш разлика, така што исто. Да, нема ес ми 100%. Супермен. Ептен ако е бегинер може да му дам си, иначе на кај дипа ја. Си, така, ја некогаш за долен грб, окей. Да, некогаш ја користам као мал warm-up за некои вежби, знаеш, малце, или корективна некоја кога да се активира малце, лумбалниот дел, инаку. А lat pull-down? Lat pull-down? Lat pull-down, нели, мимика на pull-ups во суштина за некој што не може да стигне, ама и добра изолација, затоа што... Добра изолација, ама пак гледам као пак од искуство зборам, не зборам сега нешто scientifically, дека многу често префрлаат многу на ромбоид, на горен дел на грб, што се навалува, да. Ама, знаеш, кога ќе влезеш во джим и скоро сите ја прават таа грешка, не можам да ја ставам као ес. Така, те свакам. На pull-ups помалце можеш да завушаваш. Не можеш така завушаваш, што викаш. Хефнилинг lat pull-down, оној стана познат прилично преку дечко на јапанецот, тој као сигаше JPG. Добро. Ти теки на колено на која си и влечеш. Да. Убава вежба. Да. Добро. Малце потешко за overload. Ако можеш блокада да ставиш кај со клупа. Да. И од тамо да можеш да ставиш повеќе килаж за да не те повлече напред, ако на тоа мислиш ради overload. Да, ама да не го рачунаме со тоа, пошто многу комплицирано. Да, ако биде само вака, да. Да. Накај би биа стел? Би биа стел, не биа. Ја биа стел меѓу B и A, ама може апсолутно. Добра вежба, убава се осеќа. Предходното по те видовме би стел. Да, сега по те видовме. Landmine rows. Landmine rows. Една страна има килажа, close grip, нели со оној фатот. Што мислиш ти? Ја лично не ја осеќам доволно добро таа, да. Така што не ја осеќам лошо, ама не знам, не можам многу назад, да, не можам назад, таму највише го осеќам. Има еден атачмент, тој е добар, мислам дека понатака ќе го земам кај што има простор, кај што можеш да поминеш и да повлечеш многу повеќе. Добро, може би со тоа би ја стел на повисоко ниво, ама и тука имаш колку толку лимитинг фактор на кичма. Да. Разликата е тоа што едната страна е само со килажа и дека аголот е ваков, не е хоризонтален, па тука е малце полесно на кичма за разлика од бентове роу, ама ти би ја стел негде кај B, AB, нешто така. B би ја лапнале, Уште 3 имаме и не те заморам веќе со face pulls. Face pulls? Да. Сега, може да се таргетира и задно рамо со оваа вежба, зависи од екзекуција. Ја face pulls со оглед на тоа дека многу често ставам едно од face pulls, Y raises, T raises, нешто такво во програма. Ес чисто пошто нема толку overload capacity, ама би ја ставил пошто мислам дека едно од овие вежби да имаш во програма е доста битно за поше. Апсолутно. Исто јас мислам или ес доста битна вежба и добро изолира и добро работи на тој предел, кај што нема многу вежби за тој предел, Да.
TRX Rose, слично како Австралијан, ама на TRX реално може и да, не дека не може и на Австралијан. Што мислиш тај? Па, пример со TRX Rose малце поише осеќам на Лац, ако сакам да таргетирам, Исто. со Австралијан малце поеќе на Горендел. Исто. Така што исто би Тоа ги валја ставил. ради грипа, пошто Да, немаш толку да, со овие да. можеш убаво поред тело и А, Исто би ги ставил. Кај ја ставив мала, Или би. би ја ставив. Би, па би и овие. И на крај последна јава на машината што е хоризонтален роу со close grip attachment. Хоризонтален роу со close grip attachment, Да. со chest supported или? Без сопортет. Со Без. нозете што ги ставаш према машината и Аха. влечеш, нели, према пупак. За ширина на грб доста добра вежба, она за thickness, нели, да имаш. Или пак барем да сфатиш некој поширок грип да можеш да повлечеш поназад, Да имаш, пошто и таму знае range да of биде motion, да. лимитирано исто како кај лендмайн кој што ја прават повеќето луѓе. Ест не би ја ставил. Не, ама негде меѓу A и B може да биде, Меѓу A да. и B, да. Исто да, прилика би го кажал тоа. Најс. Ја ќе скриншот на мој ќе го ставиме да видиме и некој ќе оставам може би како пост да видам што мислат и другите, ја и ти како ги рангиравме, мислам дека сосема коректно овака и вака и ги користам во суштина и ја вежбите кога креирам еден пул тренинг.